на продолжувањето на рокот за постоење на кризна состојба на цела територија на Република Македонија заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија. Одлуката има само два члена. Членот 1, во кој со оваа одлука се одобрува продолжувањето на рокот за постоење на кризна состојба до 30 април 2023 година и член 2, оваа одлука ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2022 година. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, како и раководството на ЕСМ, се директни виновници за лошото справување со енергетската криза, како и со пролонгирањето на оваа кризна состојба во која се наоѓаме. Сето ова е резултат на нестручното, непрофесионалното, недомакинското и криминалното работење на раководството на ЕСМ и власта. Владата прогласи енергетска кризна состојба се со цел да се внесуват пари од буџетот во ЕСМ и за да може да се купува скапа електрична струја, која е и 5-6 пати поскапа од сопственото производство на електрична струја. Во кризна состојба на електрична енергија сведоци сме на продажба на вишоци на електрична енергија во ноќните часови од страна на ЕЛЕМ, односно за ниската цена по која тие се продаваат во однос на цената на струјата на Хупекс берзата. Македонската јавност, граѓаните, треба да знаат дека вишокот на електрична енергија не е произведен што се продава, не е произведен само од РЕК Битола, туку и дел од овие вишоци се од производството на хидроелектраните, со што свесно се влошува и онака лошата енергетска состојба во македонското електростопенство. Се наметнува прашањето дали Васко Ковачевски и СДСМ се неспособни да го менеджираат ЕЛЕМ или намерно се создаваат вишоци на електрична енергија, дури и од хидроелектраните, само за криминал и лично богатење на сметка на народот. За продажбата на ноќни вишоци на струја во периодот од 30 август до 6 септември, во периодот произведена од 2 до 7 часот, во вкупна количина од 2000 мегават часови, цената по која овие ноќни вишоци се продадени е 330,70 евра за мегават на час, а за истиот период цената на струјата на Хупекс берзата, која што е референтна берза при утврдување на цената на струјата во Република Македонија, е 426 евра за мегават час. Што значи дека Република Македонија и граѓаните за 40 часа струја продадена како ноќен вишок се оштетени за 178.000 евра или близу 11 милиони денари. И наместо вишоците да бидат понудени на стопанството, кое плаќа според Хупекс струјата и се бори да обстане и да ги задржи работниците, парите се крадат и завршуваат во нечии приватни џебови. Владата наместо план, поддршка и стратегија за помош на стопанството и бизнисот понуди нова енергетска кризна состојба. Преку ноќ отворените фирми ќе набавуваат јаглен, мазут, струја, ќе се склучуваат договори во 4 очи и за секое ново задолжување владата ќе има изговор дека насекаде во Европа е криза во енергетиката, па и кај нас, но вистината е дека продржавни влади се грижат за бизнисот и граѓаните и со јасни политики нудат решение. Бизнисот во Македонија плаќа и по 2 пати повисока цена за струја од бизнисот во регионот. Македонскиот бизнис во втората половина од 2021 година, според податоци од Евростат, ја плаќал струјата по цена од 144 евра за мегават час, а бизнисмените во регионот за истиот период, според Евростат, ги плаќале следните цени. Црна Гора 79,2 евра за мегават час, Србија 104,8 евра за мегават час, Босна и Херцеговина 84,7 евра за мегават час,
Турција 86,9 евра, Косово 73 евра мегават час, што е дупло по-малку од цената која што ја плаќаат нашите бизнисмени. Суштината е дека секоја држава се справува со кризата различно, но треба да се искористат сите капацитети и ресурси за производство за домашно производство на електрична струја. Имаме намалено домашно производство, а во јавноста се пласира тезата дека нашата државна електроенергетска компанија се грижи и ја одржува цената и води сметка за граѓаните и нема никаков проблем. Ако домашното производство на ЕСМ во 2019 година било 4200 гигават часови, 2020 година опаднало на 3600 гигават часови, 2021 опаднало на 3200 гигават часови. Ова се бројки кои што покажуваат дека Македонија е буквално во енергетски колапс. Производството на електрична енергија е намалено бидејќи е намален искупот на јаглен, а ресорот за производство на електрична енергија и власта лошо се грижат за одржување на капацитетите за производство. Се намалува производството на електрична енергија, се намалува практично ефтината електрична енергија. Ресурсот од кој што ја добиваме електричната енергија, искупот на јаглен не е на она ниво на кое што треба да биде. Се прават напори да влезе ТЕЦ Неготино во систем, да се набави мазут, да се набави јаглен, да влезе и ТЕЦ Осломеј во систем, што значи дека веќе онаа зелена агенда и зелена енергија за која бевте поборници во 2019-та, како веќе да ја ставате во втор план. ЕСМ не беше во можност да го отвори собственото планирано производство за 2021 година, а уште помалку да одговори на енергетската криза. ЕСМ е во многу лоша техничка кондиција со постојани хаварии во блоковите на рек Битола, потопување на механизацијата во рудниците при секој поголем дожд, непланското управување со хидроакумулациите и нивното безмилосно празнење во летниот период. Најлошо од се што владата на Република Македонија, предводена од СДСМ, знаеше за енергетската криза и се преправаше дека се е во ред. Или тоа го правеше од срав да не ги изгуби локалните избори есента 2021 година, или пак власта на СДСМ се најде затекната со собствените криминали во енергетиката и не беше во можност да делува. Бројните предувања за потенцијалната криза од страна на ВМРО-ДПМН во изминатиот период, кои беа игнорирани од одговорните луѓе во власта, сега станаа реалност. Она што во момент е неспорно и кое со сигурност може да се констатира е дека во енергетските компании има голема финансиска дупка, која се покрива од буџетот. И уште нешто што не е помалку важно е дека со вака структуриран електроенергетски систем со неспособни и неелоквентни, компрометирани структури кои го водат овој сектор на кризата не и се гледа крајот. За да се обезбеди потребното количество електрична енергија, потребно е да бидат во функција сите електрани во земјата и да работат со полн капацитет, со полна пареа, вели председателот на регулаторна Марко Беслимовски. Од ЕСМ велат дека прво следуваат ремонти во рек Битола и во термоелектраните Осломеј и Неготино. Ремонтите, и тоа на блок 1 и блок 2 во рек Битола почнаа пред неколку дена, ремонтот во ТЕЦ Неготино од 12 септември, а во ноември се планира ремонтот во ТЕЦ Осломеј. А во последните години, речиси секогаш, кога во текот на зимските месеци биле вклучувани повеќето енергетски капацитети, се случувало хаварии и со денови дел од нив не функционирале. Затоа требаше ремонтот во енергетиката и на рек Битола, и ТЕЦ Неготино, и Осломеј да отпочне уште летото 2021 година, а не на прагот на грејната сезона.
Планираното зголемено производство од 25% во однос на ланската година би била реалност само ако не дојде до ховарија пред се во блоковите на рек Битола. Сегашната власт, како да ја подзаборави рек Битола и незиното значење за Република Македонија, а таа представува столбот на електроенергетскиот систем. Владата, сведоци сме, преговара и договара со Грција за набавка на јаглен, со Бугарија и Србија договара и преговара за газ. И дали овие преговори, се прашуваме дали не требаше да почнат од порано, а не во текот на кризата. Ова подсетува многу, оваа електроенергетска криза подсетува во многу и на здравствената криза, кога во период кога секојдневно за жал животот го губеа по десетина наши сограѓани, нашата власт одеше по соседните држави и питачеше за вакцини. Дури не беше спремна да ја регистрира вакцината, не беше регистрирана вакцината, а Србија чекаше да ни испрати од незините вакцини. Нашите граѓани одеа во Србија да се вакцинираат. За жал не можеме сега да одиме во Србија и да се грееме. Чекавме вакцини преку ковакс системот, па добивме и од Европската унија, Pfizer, 15.000 вакцини, од обеќаните 115.000 вакцини и скандалот за набавка на вакцини од Хонг Конг. И пак изговор дека секаде е криза во светот, имало жртви и кај нас има жртви. Слични оправдување има и сега со енергетската криза, дека секаде во Европа е криза во енергетиката, па и кај нас. Но за жал никако самокритички да пристапите зошто е моменталната состојба во ЕСМ таква каква што е, зошто во рек Битола излегуваат од функција блоковите, 6 години сте на власт, 6-та година вие на власт, а сте имале доволно време и да инвестирате и да правите ремонт во рек Битола. Моментално складираниот јаглен е многу помалку од 100.000 тони, што представува само 25% од потребните 400.000 тони согласно плановите за ископ и поранешната пракса. Моментално откривка на јаглен е околу 200.000 тони, што е 20% од потребните 1 милион тони откривка на јагленов слој, за да може во зима и јагленот да се копа непречено. Моментално состојбата на акумулациите на елем е околу 40% од максимумот или 220.000 мегават часови просечно. Во август состојбата на акумулациите треба да се движи околу 80% или некаде околу 440.000 акумулирани мегават часови енергија. Има ли пресметка колкови се трошоците на ископ во однос на произведената електрична енергија во рек Битола? Дали тие трошоци се намалуваат или растат затоа што покрај купената механизација надворешни фирми работат тамо? Нови камиони паркирани со изговор немало шофери. Багерот не работи, немало шофер. Но затоа компанијата СВ Инвест е ангажирана за подизведувач на градежни работи во рек Битола и добива огромни бизниси во 4 очи. Фирмата врши пренос на јаглен со камиони кои имаат јасна ознака на оваа фирма, но со струмички таблички. За само неколку месеци СВ Инвест без работници, без механизација, без искуство зема тендери во вредност од 2,4 милиони евра, дел од нив договорени во 4 очи. Во меѓувреме, собственоста на фирмите од Total Engineering преминуваат во СВ Инвест. Пример за криминално и недомаќинско раководење на работењето на раководството на ЕСМ и власта е и поправката на оштетениот трансформатор. Поправката на оштетениот трансформатор на блок 3 во рек Битола, кој се појави август 2021 година, иако не беше направена, го оставаше ЕСМ во погон,
а тоа резултираше со појава на пожар на 5 ноември 2021 година на блок трансформаторот. Раководството на ЕСМ, наместо да го поправи истиот, користејќи лица од стручната фела со дискутабилно познавање на проблематиката и заскривајќи се зад некои стручни институции за да избегнат одговорност, повторно го ставиле во погон во јануари 2022 и при самиот старт трансформаторот испаднал од погон. Треба да се напомене тоа дека поправката на оштетениот трансформатор чини речиси колку и набавката на нов трансформатор кој го купил МЕПСО. Новиот трансформатор што го купи ЕСМ чини 6.431.000 евра, тоа се цели 3.670.000 евра поскапо од новиот трансформатор кој го купил АДА МЕПСО. Разликата од 3.607.260 евра треба да откријат од обвинителството каде завршила, меѓутоа нити ќе сакат, нити ќе смеат да преземат нешто, затоа што државниот обвинител чека да биде избран за уставен судија. На официјалната страна на ЕСМ има податок за тоа каде се потрошени 171 милион евра, но излегува дека отчет даваат за само 152 милиони евра и Васко Ковачевски треба да каже каде се потрошени 18 милиони евра за кои не даваат отчет. Од извештаите на Државниот завод за ревизија даваат примери за криминогеното и недомаќинско раководење на компанијата и власта. Може да се види од извештаите дека ЕСМ 2020 година ја завршил со загуба од 17 милиони евра, а 2021 година, изјава на Васко Ковачевски, ја завршиле со загуба преку 28 милиони евра, а со објавениот ревизорски извештај изгледа дека состојбата била уште полоша. Додека секаде во светот енергетските компании работат со добивка, нашите ЕСМ и МЕПСО се загубари. Понатаму, според извештајот на Државниот завод за ревизија, може да се заклучи дека има елементи државните институции задолжени за гонење на незаконити и несовесни действија, конечно да се ангажират и да ги решат сите недоследности во работењето на ЕЛЕМ, согласно со законот. Државниот завод за ревизија констатирал дека раководството на ЕЛЕМ во 2020 година извршило префрлување на околу 800.000 евра на сметка на синдикатот на ЕСМ и сега нема можност да се открие каде завршиле тие пари кои се префрлени на синдикалната сметка. Понатаму Државниот завод за ревизија констатирал дека капиталните инвестиции и проекти се лошо менеджирани и поголем дел се нефункционални. Со овие проекти е направено штета поради несовесно и нестручно работење на одговорните лица, како пример е посочена модернизацијата на трите котли во рек Битола. Во делот на јавните набавки, кои се спроведуваат надвор од законот за јавни набавки, како набавката на мазот или природен газ, посочени се голем број недоследности, нема интерни процедури, стои во извештајот, за ваква набавка и доделени се договори за набавка на компании кои не ги исполнуваат условите кои се барале на јавниот повик. Во извештајот се дадени само неколку конкретни примери, лоцирани се договори кои се склучени со вредност како што е проценета во буџетот на ЕСМ, а не со вредноста која е добиена со понудата после спроведената постапка за јавна набавка и уште многу други забелешки за кое јавното обвинителство и како треба да реагира, но за жал јавниот обвинител молчи. Власта и Васко Ковачевски ја донесоа ЕСМ, ја ограбија и ја уништија на финансиски и производствен план, со што ги оштетија и граѓаните на Република Македонија и Република Македонија. Единствен начин да се преброди зимата е да се потрошат многу пари на граѓаните, а прогласувањето на кризната состојба е само параван за да нема одговорност за енергетскиот тим.
Босна и Херцеговина извезува електрична струја, Србија, Црна Гора, Албанија произведуваат толку колку електрична струја за своите потреби. Кај нас последните 6 месеци за електрична струја се потрошени 1 милиарда и 90 милиони евра државни пари кои што се одлеани од буџетот. Ке има ново покачување на електричната струја после Нова година, народот треба да преживее со 150 денари на ден, а како ќе ја плати струјата? Фирмите плаќаат и до 800 евра за мегават на час. Од грижата на СДСМ и ДУИ резултат е осиромашени граѓани и банкротирани фирми. Според Централниот регистар, во текот на цела 2021 година, од Трговскиот регистар и од регистарот на други правни лица избришани се 6995 правни лица, а во 2022 година 5324 правни лица. И тоа не е природен процес, како што сакаше да го објасни вице-премиерот Бетики, со вакви цени на електричната струја, кој знае уште колку фирми ќе згаснат, а 680.000 граѓани работат во стопанството и го полнат буџетот. Благодарам. Благодарам, почитувани колеги пратенци, со оглед на тоа дека е исцрпена листа